Почитуван премиер, почитувани присутни, навистина ми е драго што сум денеска овде на овој значаен настан на кој што се отвара процесот на консултација за изработка на националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализам во Република Македонија. Сакам да потсетам дека кога зборуваме за концептот на мултикултурно општество во Република Македонија, дека тоа не е ексклузивно за Република Македонија. Практично не постои држава, не постои место на нашата планета која што не е исполнета со различности, па во таа насока ниту Република Македонија не е исклучок. Светот е богат со различности, бројни култури, но без разлика на различностите, сите луѓе се раѓаат слободни, еднакви во правата и обврските, и на обврска на институцијата е практично да ја промовираат различноста како највисоко, најценето добро во нашата држава, но и да ја заштитуваат кога таа е загрозена. Формирањето на идентитетите е фундаментален лост на општествената динамика. Во минатото, но за жал и денеска понекаде, тој лост носеше динамика на судир, носеше динамика на омраза. Нашата цел денеска тука, како представници на владата на Република Македонија е да го претвориме идентитетот во фундаментален лост за соработка, за соживот, за толеранција, за да можеме потоа заедно, почитувајќи ги различностите, соработувајќи, да се обединиме во подобрувањето на животниот стандард на граѓаните, создавање нови работни места, во градењето на силни, непартиски, капацитетни институции, во создавањето на здрава животна средина, во градење на култура во која се почитуваат и вреднуваат различностите, во борбата против корупцијата и низа други суштински потреби на граѓаните кои што секојдневно се исправуваат пред нас. Во меѓувреме сакам да информирам дека Министерството за правда изработи и пушти во собраниска процедура измени на законот на кривичниот законник во кој што се воведуваат кривични дела од омраза. При што кривичното дело од омраза го дефинираме како дело мотивирано со непријателски однос, пристрасност или предрасуда кон жртвата како припадник на определена социјална група или кон самата социјална група, изрично предвидено со закон како казнено дело. При тоа во дефиницијата содржани се три елементи: омраза, по правило насилство и посебен основ за дискриминација на жртвата како припадник на определена група. Во таа насока ќе видите дека има во различни кривични дела квалифициран основ за построго казнување доколку одредено дело е сторено од мотив на омраза, без оглед дали таа омраза станува омраза од етничка основа, религиозна основа, идентитетска или било каква основа, значи станува збор за потешко казнување. При тоа имате дела кои што се однесуваат дали се насилство или се насочени против интегритетот на поединците, но исто така и против имотот на поединците, бидејќи сето тоа може да биде мотивирано насилство или загрозување на правата, без оглед дали станува збор за физичкиот интегритет или имотните права на лицата. Овие измени се подготвувани подолго време во соработка со ОПСЕ и ги задоволуваат највисоките стандарди кои што постојат во Европа за казнување на она што значи дело мотивирано од омраза. На крајот сакам да упатам порака дека сите треба да се трудиме да бидеме еднакви во различностите. Тоа е вистинска цивилизацијска придобивка за сите граѓани на нашата држава, да бидеме обединети во почитувањето на нашите вродени права, но и да се спротивставуваме кога нечии права нема да бидат почитувани, да бидеме обединети за нашите суштински потреби. Ви благодарам.